Неочекуван и помалку чуден предлог понудил советникот Ѓорѓи Алексиов на последната седница на Советот на општината, кога побарал 29 ноември да влезе во програмата за одбележување значајни датуми и настани како Ден на Републиката, а носител на активностите да биде општина Кочани. При тоа советникот мислел на некогашниот државен празник на бившата СФРЈ, која е родена на 29 ноември 1941 година во Јајце. На Алексо ваквата идеја му се видела добра, веројатно врз основа на начинот на кој празниците ги одбележуваат членовите на Сдруженијето на граѓани и Јосип Броз Тито. Ова дел од празници кои што се значајни за нашата историја, а ги нема сега. Ќе го спомнам, 29 ноември, денот на Републиката. Ние пред 90-та година сме биле во една држава СФРЈ. До ден денес има членови на Сдруженијето на Јосип Броз Тито кои што го почитуваат делото и сметам дека не би било на штета на никој доколку тој празник би бил во делот на програмата и се даде едно мало внимание или уважување во еден ден со некое скромно одбележување. Во отсуство на градоначалникот Радко Димитровски, по предлог на советникот, дискутирал секретарот Петар Апостолов. Не може да го дефинирате како празник, бидејќи тој не е празник. Тоа да значење него. Откако предлогот беше дефиниран и ставен на гласање, советниците од опозицијата гласаа за, а од позицијата воопшто не гласаа, што значеше дека не е прифатен. Инаку Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито во Кочани, кој функционира како непартиско, во својата програма ги негува традициите на бившата федерација, одбележувајќи значајни датуми во препознатлив југословенски амбиент, а во тие рамки на Денот на Републиката 29 ноември.